Уште еднаш добар ден на сите почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Сакам посебно да го изразам своето задоволство од ова што се случува овде на експресниот пат Штип-Радовиш. Навистина имаме одлична динамика, така денес тука изведувачите и надзорите не информираа и се разбира и веќе ме видливо дека сериозна динамика имаме на изградба на овој експресен пат. Значењето на овој експресен пат е огромно. Зборуваме за цел југоисточен регион, значи некаде опфат на население преку 170.000 жители. Исто така во делот на стопанството, значи имаме некаде преку 12.000 фирми. Сакам да потенцирам посебно дека покрај се тоа што го спомнав, сакам да го нагласам делот и на земјоделието, кој што е исклучително важно за овој крај, и исто така да потенцирам дека паралелно со изградбата на овој експресен пат, значи имаме рехабилитација на патот. Знаете, во претходниот период имаше рехабилитација на патот Штип-Радовиш. Исто така имавме рехабилитација на патот Радовиш-Подареш, патот кон Злетово и бројни активности кои што се случуваат во овој дел на нашата држава. Станува збор, и во делот на Конче. Станува збор за, значи, проект кој што е некаде околу 50 милиони евра, две делници. Се работи на првата интензивно делница, имаме сериозен прогрес на активности. Така да очекувам согласно роковите, ако е рокот април 2021 година ова делница, очекувам и порано да биде завршен. Во делот на втората делница, директорот ќе појасни, значи имаме некаде јавна евалуација каде што ќе треба да се одбери фирма која што треба да ја изведува таа делница. Сакам уште една работа да кажам, бидејќи во изминатиот период бевме обвинувани од страна на опозицијата во делот на градежната офанзива, и ќе го кажам следново. Значи, точно е дека градежна офанзива нема, ама во изградба на споменици. И како има огромна градежна офанзива во делот на изградба и реконструкција на патишта, во делот на изградба на железницата. Во делот на зголемена имаме изградба во делот на железницата, гасификацијата со одличен интензитет оди, и посебно сакам да нагласам изградбата на водоводи и канализација. Така да во тој дел навистина имаме сериозна градежна офанзива. За другото, апсолутно се согласувам со опозицијата, изградба на споменици нема. Благодарам. Почитувани, вие истите новинари, вие истите сниматели, пред години и пол дена бевте овде, кога ова беше само дел од планина. Денес држиме лекција како се гради. За само години и пол дена се асфалтира првиот дел од 5 километри, а останатиот се спрема. Значи, воведен во работа со 99% експроприација завршена. Завршени по најбрз можен пат, согласно законите археолошките испитувања. Завршени сите премостувања, што за Евана, што за Телеком и така натаму. Значи, од овој пат, овде, финансискиот обем е веќе завршен 52%, физичкиот обем 54%, земјаните работи се завршени 82%, цевастите пропусти 100%, плочестите пропусти 95%, потпорните зидове 76%, мостови 64%, асфалтните работи се отпочнати. Ова е како се прави, иако наследен дел од проектот, каде што одредени проблеми се увидоа со изградбата, но благодарение на стручните тимови од Јавното претпријатие за државни патишта, на надзорот и на изведувачот, успешно се препроектирани, надминати, за да може да се заврши така како што треба. Паралелно со ова, на 10 метра од вас е регионалниот пат во должина од 20 километри, која е завршена и веќе тоа ругло од стариот пат, не знам да кажам колку години стар, ама сигурно повеќе од 40 години, комплетно е саниран и да може сообраќајот да се одвива безбедно и по оваа и по оваа страна. Во околните, во меѓувреме, како што рече министерот, е во еволуциона фаза вториот дел од експресниот пат, тоа е потегот од Три Чешми до мостот кај Брегалница и од кај Бучим до излезот на Радовиш. Исто така, започнат се работите од Радовиш према Струмица на регионалниот пат, кој што е доста дотрајан и оштетен, и во должина од 6 километри треба да се завршат за месец дена. Санирано е сечишто кај Конче, што стоеше 5-6, не знам колку години, граначалникот може да ви каже. Беше веќе со опасност за безбедност за сите учесници во сообраќајот.
направено je, завършено е. Isto така, околните радови Шподареш, комплетно е завършено. Значи, ако направим една споредба, која станува збор за рехабилитациите, тука веќе нема апсолутно никаква споредба. Ке споделам со вас податок дека од 2007 до 2016 се имаат рехабилитирано 650 км патишта. Регионални, магистрални автопатишта. Ние, оваа влада, Јавен предпријатие за државни патишта, Министерството за транспорт и врски, само оваа година 500 км патишта се при крај и ќе бидат завршени. Значи, споредбата е неспоредлива. Благодарам.